Македонската ракометна репрезентација е поразена од домашната селекција на стартот на Европското првенство во Данска со 29-21. Данска уште од самиот старт на надпреварот дојде до пренос од 5-0, со што најави дека нема да остави ништо на случајноста. Нашите репрезентативци својот прв гол го постигнаа дури во 9-та минута и тоа преку удар од 7 метри на Кирил Лазаров. Данска одржуваше пренос од 5 до 7 гола разлика, но на одмор се замена со 12-8. Во вториот дел Македонија успеа на неколку пати да намали на 3 до 4 гола разлика, но немаше сили за нешто повеќе, а прашањето на победникот беше решено кога Данска повторно дојде до предност од 7 гола разлика пред се благодарение на нашите грешки во нападот и нереализираните зицер позиции. Во нашата репрезентација најефикасен беше Кирил Лазаров со 7 гола, од кои 4 од 7 метри, додека Стојчевски постигна 3, а по 2 гола постигнаа Миркуловски, Олевски и Пецаковски. Одличен на голот на нашата репрезентација беше Борко Ристовски, кој имаше 15 одбрани, од кои 3 удари од 7 метри, но тоа не беше доволно за подобар резултат, затоа што на спротивната страна на голот на Данска одличен беше Ландин со 17 одбрани. Денеска е слободен ден за нашата репрезентација, а веќе утре од 18 часот и 15 минути ќе играме против Чешка, која синоќа доживеа вистински дебакл од Австрија и загуби со 30-20. Тренерот на Милан, Масимилиано Алегри, повеќе не е тренер на 7-кратниот европски шампион. Тој доби отказ по серијата лоши резултати кои кулминираа со поразот од Сасуоло со 4-3 синоќа. Милан се наоѓа на 11-то место со 22 освоени бода, 30 помалку од лидерот на табелата. Му благодариме на Алегри за се што стори за клубот и му посекуваме се најдобро во понатамошната кариера. Превремено екипата ќе ја предводи Мауро Тасоти. Алегри го презема Милан во јуни 2010 година и веќе во втората сезона ја освои шампионската титула, а потоа италијанскиот суперкуп. Во претходните две сезони Милан шампионатот го заврши на второто, односно третото место. Екипата најверојатно ќе ја преземе некогашниот напаѓач на Милан Пипо Инзаги, актуелен тренер на младинскиот тим, а налето се очекува тренерската функција да му биде доделена на поранешниот играч на Милан Кларенс Сидоров. Синоќа на тениските терени во Мелбурн стартуваше првиот тениски гренслем во годината Австралија Опен. Титулот од минатата година кај мажите ја брани Новак Џоковиќ, додека кај дамите тоа е Викторија Азаренка. Организаторите на првиот тениски гренслем во годината објавија дека ќе биде зголемен наградниот фонд за 2,8 милиони долари и тој ќе изнесува 31 милиони долари. И уште на стартот голем број изненадувања во обете конкуренции уште во првото коло. Новак Џоковиќ ја почна одбраната на титулата со сигурна победа над Лукаш Лацко од 6-3, 7-6 и 6-1. Ова беше 22-та победа во низа за Џоковиќ во Мелбурн. Во второто коло српскиот тенисер ќе игра против аргентинецот Леонард Мајер. Од останатите по интересни дуели, Иван Додик славеше во хрватскиот двобој против Иво Карловиќ со 7-6, 6-3, 7-6. Босанецот Џумхур го изненади Јан Хаек и го елиминира со 6-4, 6-2 и 6-1, а сигурни победи забележа и Станислав Вавринка, Томаш Бердик, Ришар Гаске и Давид Ферер. Кај дамите Екатерина Макарова ја победи Венус Вилијамс со 2-6, 6-4, 6-4 во дербито на првото коло на Австралија Опен. Српската тенисерка Ана Ивановиќ се пласираше во второто коло откако ја победи Кики Бертанс од Холандија со 6-4, 6-4. Без освоен сет, годинешниот настап на Австралија Опен го завршија и италијанките Сара Ерани и Викторија Винчи, како и носителката Петра Квитова од квалификантката од Тајланд. Пласман понатаму обезбедија и Хантукова која совлада Ватсон, Нали која со 6-2-6-0 славеше против хрватската тенисерка Конјух, а во второто коло се пласира уште и Стосур, Гергес, Женк, Сафарова, Пенета, Кербер и Серена Вилијамс. Вечерва продолжуваат надпреварите од првото коло во обете конкуренции. Само 3 средби се одиграа синоќа во NBA лигата, каде домашните тимови победија на сите средби. Атланта Хоукс загуби на гостувањето во Мемфис со 101-108, поради болки во грбот. Перо Антич не настапи на дуелот со Мемфис. Творци на победата за домакините беа Мајк Конли со 21 поени и 13 асистенции, а Зек Рендолф придоаде 18 коша и 12 скока. Пол Милса пофрли 21, а Джеф Тик беше средец на 20 коша за Хоукси. Сан Антонио оствари четвртата победа поред, солдувајќи ја Минесота на свој терен со 104-86. Ленард постигна 17, Тим Данкан 15, а Тони Паркер беше средец на 14 поени. Никола Пековиќ забележа 22 поена за Минесота, но во вториот дел беше задржан само на 8 коша. Ајзеја Томас беше лидер на Сакраменто во триумфот од 121-80 над Кливленд. Томас даде 26 поени за трета победа поред на кралевите. Сиџеј Маус имаше 14, а Лул Денг придоаде 12 коша. За вечера предвидени се 7 надпревари во NBA лигата.